Грчките власти му испратија досега најсериозно предупредување на посредникот Метју Нимиц поврзано со спорот за името со нашата земја. Пораката беше упатена преку министерот за надворешни работи Никос Кодзијас, кој му порача на Нимиц да не се меша, ниту на било кој начин да ја коментира грчката политика и да ја опишува на погрешен начин. Грчките власти се револтирани за она што го говореше посредникот за време на посетата на Скопје и средбата со министерот Никола Димитров, кога рече дека македонскиот идентитет не сме да биде загрозен и дека никој нема право да го оспорува. Овие ставови Нимиц ги повтори во интервјуто за Euronews, каде нагласи дека идентитетските прашања се многу важни за, како што не нарече, северниот сосед и дека времето не е на наша страна и оти не може да предвиди што ќе се случува со владите во Скопје и Атина, кои може да се сменат. Прашањето за идентитетот на северниот сосед е многу важно. Двете држави би можеле да прифатат решение што не навлегува или го нарушува нивниот идентитет. Секој народ си има свое чувство на идентитет и секоја промена е тешко да се прифати. Но мислам дека е можно да се најде прифатливо решение за двете земји. Во мојот предлог јас предложив 5 решенија. Реков дека тоа не се ексклузивни предлози и двете страни може да имаат и други, за да се стават на маса и други идеи. Се чини дека меѓународниот фактор е најмногу заинтересиран да се најде решение за билатералниот спор. Таква порака испрати американскиот амбасадор во Грција Џефри Пајат. Тој нагласува дека постои јасна можност да се реши прашањето за името. Запрашан дали предвидува затворање на спорот пред самитот на НАТО, Пајат за Антена одговори дека нема да даде никакво предупредување, но Отисат ги поддржуваат напорите на Нимиц. Од друга страна пак од македонските власти единствено премиерот Заев е оптимист дека решение може да се најде до јули за Македонија да добие покана за членство во НАТО. И додека македонските граѓани во мал број го изразуваат незадоволството од можната промена на името и на македонскиот идентитет, атмосферата во Грција може полека да се радикализира. По протестот во Солун за утре во Атина е закажан голем протест под мотото "Сега сите заедно, комитите ни се пред врата". На протестот се очекува да присуствуваат над половина милион грци со цел во името на нашата земја, кое треба да биде договорено да не стои терминот Македонија и дека за тоа мора да бидат прашани граѓаните на референдум. На протестот организирано со бесплатни автобуси ќе пристигнуваат демонстранти од цела Грција, а Атина е преплавена со антимакедонски плакати во кои македонците се представени како варвари и злословувачи. Смирувачка порака пред протестот во Атина испрати Вселенскиот патријарх Вартоломеј, кој нагласува дека важните и чувствителни прашања треба да се решаваат во мир, со воздржаност и мудрост. По протестот во Атина следен голем собир против Македонија ќе биде на 18 февруари на граничниот преминев зони.